вечер и добро дојдовте. Животот е полн со предизвици. Некои се вистински, но некои ризични и погрешни. Сепак најголемиот порив кој е потик и мотив на живење е љубовта. И на таква голема љубов можеби од невисока форма е токму она кон Бога. За таа љубов и за таквиот живот зборуваме во вечерашната емисија. На гости ќе ги поканам мајка Атанасија, која е игуменија во манастирот Свети Атанасија во Журче, и отец Никола, кој е игумен во манастирот Свети Никола во Маријово. Повелете. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Ви благодарам што пред се одзвавте на поканата да бидете овде вечерва со нас и ако можем така да речем да доближиме некои работи околу монаштвото кај нас воопшто, монашкиот живот и она што можеби на нам од оваа страна ни е помалку јасно или едноставно не го гледаме од истата призма или низ истата призма. Мајка Атанасија, вие сте во манастирот Журче, во Журче, Свети Атанаси, кој повторно се обновува или оваа година повторно се обновува по 15 години. Воопшто, нели, и е во тој еден регион, можеби еден од најубавите од оние фотографии кои јас имав можност да ги видам. Не знам колку луѓето ги виделе или го познаваат и се разбира го посетуваат сега во периодов, но и за тоа ќе зборуваме. Пред се ме интересира како започна во тој напуштен, условно речено, манастир вашиот монашки живот. Манастирот Свети Атанаси Велики датира од 1121 година, тој е 12 век. Никојаш не е пален од турците. Успеа да ги избегне тие наезди на иноплемениците. Самиот храм е богатство на византискиот фреско живопис, кој што е нацртан со јајчина техника со земјени пигменти. Уникатни се месеците, кои што ги има единствено на Балканот и пошироко. Самиот манастир е права пустина, кој возможува услови за молитва, разговор со Бога, ги има атрибутите на тотален мир, на тишина и да се посветиш на богопознание. Архимандрит Никола, тоа е, се разбира, вашата, условно речено, титул. Може со отец да ви се обраќам така и ве најавив. Може ли за монаштвото воопшто? И што значи монаштвото кај нас? Пред се. Да, монаштвото тоа е една голема тема. Навистина, поврзана од она новозаветно време, од евангелското време. Условно кажано, еден идеал на монашка заедница е собранието што се создало околу самиот Христос, собранието на 12 апостоли. И тој образец на живот се пројавувал низ вековите, уште во времето на раното христијанство. Веќе во 4-тиот и 5-тиот век се создават и оние две класични форми на монаштвото, општежителното и пустиножителното монаштво, односно едното што е заедница на повеќе монаси, а другото кое што е посветено на еден осаменички, подвижнички живот, најпрво нормално во средините на каде што се расширило христијанството во раните векови, а подоцна и насекаде каде што било проповедано христијанството. Монаштвото во Македонија повторно може да го поврземе уште со делото од времето на Свети апостол Павле. Јас се сеќавам во моментов и на еден надпис во една базилика на локалитетот Плаошник, каде што е подпишана монахињата Павла како ктитор на таа црква. Значи, и за монаштво, и за женско монаштво во Македонија можеме да зборуваме од многу рани времиња. Но она што е денес препознатлив белег на македонската култура и на Македонија како земја христијанска и библиска, тоа се главно оние манастири што потекнуваат некаде од времето на Свети Климент и Наум Охридски, особено во голем подем развиени во 13-тиот, 14-тиот и 15-тиот век. Денес монаштвото во Македонија е наследник на тие стари образци на монашкото живење, во кој што главната идеја е монахот да го сведочи она спасоносно дело на Христа, односно да сведочи дека уште во овој живот може да се живее со силата и убавината на воскресението, со увереноста и
силното чувство дека смртта е победена. Тоа е главното послание на монасите и денес во Македонија, чиј континуитет, еве може да кажеме дека последните 20 години сериозно се обнови и навистина може да сме сите задоволни за во однос на тоа како се обновени нашите манастири, како тече богослужбениот поредок. Колкав е бројот на монаси кај нас? Може ли да... Да, од прилика се работи за повеќе од 150 монаси. Значи, тоа не е една точна бројка, се менува постојано, доаѓаат нови искушеници во манастирите, кои живеат во некаде околу 50 обновени манастири. Кај нас се чини дека и разговорите со вас и од што успеав нели да го прочитам и да дознам, дека искушениците претежно и за монашувањето во една порана фаза, односно се помлади и монасите, и се разбира повторно ќе речем искушениците кои тргнуваат по тој пат овде кај нас. Да, за мнозинството може да се каже дека е така. Младиот човек и во наше време, тоа е еден период нели од животот кога со најголем интензитет човекот доживува, чувствува, со најголем интензитет ги бара големите прашања во животот. Со најголем интензитет љуби, со најголем интензитет страда. И природно е во тој период да се создадат и клучните правци во животот на еден човек. Јас верувам дека изборот на секој од нас во она што го прави во животот е дело на искуството и на младоста што ги поминува без разлика дали се работи и за добро или лошо искуство. Бидејќи и од едното и од другото се спознава и човекот себе си, но и Бога. Но има исклучоци од тоа правило, сепак морам да нагласам, има и во нашите манастири и насекаде во Македонија и повозрасни луѓе кои што во еден момент во животот се наоѓаат на една раскрсница и младиот и стариот човек е поставен пред тајната на смртта, пред тајната на неверојатно големите можности во нашата заедница со Бога. И нормално и возрастни луѓе да доаѓаат во манастирите, па дури во некои манастири имаме примери каде што живеат мајка и ќерка, например, татко и син. Да, се случува и тоа. За некои приказни кои целосно семејството по одлуката на детето одлучуваат и да се приклучат во тој начин на живот, односно монашкиот, или да служат во црквата каде нивното дете практично е замонашено. Сосема задоволни од сестринството и издавачката дејност која општо прифатена имате во сестринството мајка Атанасија и воопшто реков успехот кој го имате со истата. Преведи на македонски и се разбира изданија кои дел од нив овде чином нека ги гледаме. Од каде потикот, поривот и зашто конкретно нели станува збор? Поривот или мотивот е потребата. Потребата дојде од засетување на жетта за славословие на Бога, осознавање на духовниот живот во сите негови сегменти, личностниот однос со Бога. Кога се создаваше типикот на манастирот, не беше посведочено колку е добро се читат акатисти на Господ, на Мајката Божја, на разни светители, кои се наши застапници пред Бога. И затоа преведовме доста акатисти, чија бројка стигна до 200. Луѓето, доаѓајќи на тие богослужби, учеа како да ги пременуваат и затоа започна и нивно умножување и распространување. Но истовремено, скудицата на малата духовна литература во Македонија ќе поттикна сестрите во манастирот да преведуваат книги од разни јазици, особено од српски, од руски, на македонски. Заради таа оскудица и заради жетта на православните христијани во Македонија е огромна, во припрема се уште доста книги за издавање. А изданијата ги делиме на две групи. Првата е животот и поуките на светите отци, преподобните отци во црквата. Тука спаѓаат Свети Атанасија Велики, имаме старец Пајси, Свети Нифонт, Свети Серафим Саровски. Потоа за јазикот на православната икона, чедоморството или светињата на детоубиството, беседите
имаме еден и прв и втор дел, митарствата, секоја православна душа после незиното покаяние, кај поминува. Покаяние, борбата за Христа, православен поглед на светот. А втората група спаѓаат оние кои што даваат силно светло во духовниот живот и посебно ја обработуваат молитвата. Тука спаѓаат духовен живот од архимандрит Карелин, Небо на земјата, Свети Јован Крштатски, Тајната на спасението, за молитвата Старец Софрони, душата после смртта и дневниците, каролските дневници на каролските старци, молитвените дневници. Сакаат ли генерално луѓето кои доаѓаат конкретно во манастирот да прочитаат, да читаат и да осознаат нешто повеќе? Да, посебно младиот свет не знае сега ни од српски да чита, да преведува. Да, точно. И затоа барат и жедни се луѓето на вистина. Јас сум презадоволна на Бога, преблагодарна на Бога. Конкретно ви изданија се наоѓаат во вашиот манастир? Да, но ги пуштаме тука и во Скопје, ги има преку една верничка, ги имаме во Икона, во книжарницата и низ некои манастири во Македонија. Иконите кои овде ги гледаме сведочат за работата на сестрите исто, нели, во манастирот? Да. Може ли еве и за нив, но и да ми кажете како во принцип тече еден по сестринството ден во живот, во вашиот монашки живот? Фреско живописот е прекрасен и преубав и дава топлина. Ние од таа византиска техника сакавме да ја научиме. И после 4 годишно учење и вежбање, Господ го даде ова сега преку овие икони. Значи, иконопис се врши според терминиите на византиските иконописци, се цртат со јајчина техника и со природни пигменти, 3 типа на природни пигменти, земјани, минерални и полускапоцени камењи, тоа на што светка. Потоа се изработуваат на најквалитетно дрво, најчесто липа, може и орев, ама претежно е липа. И во златата се врши со 3-слојно 24 каратно злато. Имаме преведувањето што ви го кажав на книги акатисти, овоштарство, градинарство, ракоделие во извршување на борјанички, на крвчиња, шиење, везење и други внатрешни послушања. Видовме еден прекрасен, условно речено, парк, ако можам така да кажам, и видовме срнички, уште што видовме, кои се навистина многу убави. Срнички, 3 срнички, еден пар и керка, да речем. Помладок имаме. Да. Се грижите за нив? Да. Една убавина која може би зенитот го достигнува и во пролетниот и летниот, би рекла јас, период, кога би можели, нели, да го посетат луѓето. Отворено е за посета во... Отворено е, да. Тоа сакав да прашам. Да. Посетите може да бидат за семејство или конкретно повторно велам само припадничките на понежниот пол може да дојдат во манастирот? Може секој. Доаѓаат и од други религии, значи доаѓаат ли често да дадат исповед, кај нас исповедта постои? Не во онаа форма во која може би ја знаеме кај католиците и така натаму, но постои исповедта. Се практикува ли? Да, во пастерската пракса на духовните отци, свештениците и монасите влегува и послушанието на исповедањето, кое што е многу значајно. Духовниот живот е еден внатрешен живот. Секој човек има своји специфики, особености. Духовникот мора да го открие вистинскиот пат, вистинското разбирање на конкретната личност. Се што се случува во нашиот живот, секоја наша мисла, збор, дело, чувство, останува како во една ризница на нашата душа. Ако тоа има добра содржина, човекот и ќе клони кон доброто, но ако тоа има лоша содржина, како што велиме во неколку молитви, мораме да побараме од Бога прошка, да ни ги отпушти, да не ослободи од тие долгови, од тие промашувања во животот, од тие погрешни постапки. Бидејќи гревот како грев ја има тежината да донесе и мрачна последица во душата. Немир, тага, очај, една несобраност, една расцепканост на сите енергии во човекот. Исповедта е вистински еден начин како човекот да се собере, како да се уедини повторно
да се пронајде себе си пред лицето Божјо. За жал, кај нас дури сега започнува праксата на една поредовно пристапување на исповета и тоа станува од составен дел од општото сваќање за тоа како човек се подготвува да учествува и да живее литургиски живот, заедно со постот и се останато што пропишала црквата. Но мислам дека исповета има едно централно место и тоа е еден начин, еден пат на покаяние во кој што душата повторно се враќа во една состојба која што е чиста, која што е слична на состојбата во која што ја создава Бог. И честопати ќе видите по манастирите луѓе кои што живеат еден ревносен духовен живот, всушност не се ни замрачени, не се тажни, не се намќорлести, туку се радосни, ослободени, со една детска чистота. Да се биде родител на монах е голема радост, голема чест, големо достоинство, меѓутоа и преголема одговорност. Значи, ние децата кога ги сакаме, без разлика, ако не го разбираме нивниот потек, нивниот определба, а ако размислиме трезвено, разумно, дека тоа не е погрешно, треба самите да се избориме и да бидеме на страната на определбата, личната на секој од семејството. Јас комуницирам со сите родители, ние сме сите едни исти деца имаме таму и едни исти родители сме на сите деца таму. Нема нешто што недостасува во монаштвото. Нема. Значи, самиот збор едно со Бога и кај Бога ништо нема што недостасува. Колку повеќе поминува времето, толку нашите духовни врски се појаки и појаки. Ние сме така, многу често во манастирот им помагаме и материјално и секој аспект. Ние сме едно семејство. Бигорски е едно семејство, вистина. Има многу луѓе, нашиот духовен отец ни е вистински духовен татко. Многу од луѓето што го знаат патот на спасението и што знаат што значи монах, едно со Бога, се го славеа Бога, се радуваа дека и во овие времиња еве има луѓе што може да тргнат и да го слават најзаслужениот наш христијан. И тоа што може да го направи еден монах, не може да го направи и цела една историја на човекот. Вистински ли се ослободуваме од тежината на гревот кој ќе го споделиме во моментот на исповед? Исповета е тајна која што се случува меѓу човечката душа и Бога во присуство на исповедник, на свештеник. Вие реков бевте прво сам, сосема сам во манастирот. Да, значи откако Знам дека сте со Бога во моментот, таму не сте сам, но сепак сте нели како човечка индивидуа, вие таму присутни сами. Имаше ли двоумење, колебање? Значи, од предходниот манастир, од каде што дојдов по послушание со цел да се обнови манастирот Свети Никола во Маријово, бевме едно поголемо братство. И навистина значи голема промена кога ќе се смени една таква заедница, чии благослов и молитви постојано беа со мене и понатака, и ден денес. Но сепак самотијата носи голем број проблеми кои што мора да се решат на начин на кој што Господ ќе ве просветли во моментот. Вие видовте дека манастирот не е во еден населен регион, Маријово важи дури за најненаселен регион во Европа. Првите соседи се на 15 километри, но во почетокот летото го поминувавме со многу активности, бидејќи обновата на манастирот во првите моменти значеше и многу градежна работа. Така да зимите беа дури ќе се ослободам да кажам и една оддишка од сето она што се случуваше во летната сезона. Кој помага во моментот на обновување? Да, значи помагаат многу пријатели
манастирот, духовните чеда, но и со поддршка на Министерството за култура и Музеот и Завод за заштина споменици на културата во Прилеп, кои што се надлежни за нашите манастири во однос на конзерваторската и реставраторската работа. Во манастирите првенствено приоритет имаат заштитните работи на самите цркви, бидејќи се објекти стари неколку векови, но и обновата на манастирскиот комплекс, на она што ние сметаме дека е имаме еден концепт како треба да изгледа еден манастир, во кој што центар на се што се случува е литургијата и црквата, а се друго служи на тоа дело, на тоа послание. И сметам дека многу е направено во таа соработка помеѓу Македонската православна црква и Министерството за култура, со тоа што уште повеќе таа соработка може да се надоградува. Ние го прифаќаме ставот на еден светогорски старец Пајси, кој што вели дека манастирот и се што е создадено во еден манастир треба да му служи на спасението на монахот, а не обратно. Монасите не се музеолози, не се чувари на колекции, на икони. Има нешто што е основна функција на еден манастир и секој што е посетител и добронамерник во манастирот, мислам дека ја препознава по самиот живот и по самите настани што се случуваат во еден манастир. Имате често посетители во манастирот во Маријово? Маријово е манастир оддалечен 45 километри од Прилеп, речиси на самата граница со Грција. И во почетокот тоа беа, да бидам искрен, само некои авантуристи и некои случајни откривачи на скриените македонски убавини. Но веќе сега можам да кажам дека за време на викендите и на големите празници на службите доаѓаат многу луѓе. Таа посета, ако треба да кажам со бројки, например на првата слава на Свети Никола имавме околу 40 луѓе, на последната слава на Свети Никола имавме околу 500 луѓе. Значи 10 пати е зголемена и повеќе. Ми се чини дека во последно време се популарен станува постот. И дури би рекла дека не од аспект на вистинска верба во истиот или следење вистински на што значи да се пости во периодот, туку едноставно она што јас се вака можам да го слушнам и како ги доживувам од личен аспект луѓето, дека тоа го прават од или здравствени причини или естетски причини, односно нели ова ќе го искористам и како момент да симнам некој килограм. Како вие го доживувате силото тоа, низ призма на колку ги има повеќе на број луѓе кои вистински нели го практикуваат постот од вистински, би рекла, причини, и кој е можеби да ми кажете вистинскиот начин како треба да се испусти душата кога е тој период. Нека Атанасија за дел од ова или? Да, знаете како, младите денес на вистина се повеќе и повеќе се навраќаат на црковните вредности, се навраќаат на духовниот живот, го бараат Бога. Многу пати влегувањето во црква може да биде да настане по многу чуден начин. Јас познавам деца кои што им се допаднало, например, црковното пеење. Па почнале по тој мотив да доаѓаат и да ја откриваат за прв пат убавината на црквата. Некои луѓе уметноста на средновековната иконографија и фрескопис во нашите цркви и манастири. Па јас самиот кога би се навратил на мојот живот, тоа можам да кажам дека 2 години редовно одев во црква, откривајќи, сакајќи да откријам што се случува на настанот на литургијата, а што е толку необично, што е толку големо и што толку многу ме плени и ме привлекува. Но самиот не сум учествувал во литургијата. Дури и ако се почне постот од не толку опатено знаење и една свест
за тоа што значи, добро е да се почне, затоа што едно дете, ако не се обиде само да оди, не може да му се објасни што значи одењето ако не го проба тоа, нели? Така и со постот. Како минуваат годините, ми се чини дека постот многу лесно станува дел од духовниот идентитет на многу луѓе. И денес можам да кажам дека во текот на постите стотици повици и средби остваруваме со луѓе кои што првпат почнуваат да постат. А нели во неколку реченици многу е тешко да се каже сето тоа. Главно, јас се обидувам до срцата на луѓето да стигне пораката дека постот е едно враќање на нашето самовладење. Значи едно целосно воздржување на човекот како личност. Значи не само човекот како тело и храната како храна, која е потребна за телото да живее, туку на комплетниот капацитет човечки потенцијал, бидејќи постот од нас бара скротување на мислите, воздржување од зборовите. Значи, се она што нашето срце низ молитвата ќе ни открие дека постои како нечист однос кон нештата или кон личностите или кон Бога, значи сето тоа треба да се покрие со едно враќање на самовластието. Значи, да како јас да се ослободам од заведувањето на моите страсти и како јас да имам власта да кажам ова ќе го правам, а ова нема да го правам. Значи, ако тоа не го правам со храната, верувајте, многу потешко ќе го правам со другите нешта. Со другите нешта. Отец Никола, Света Гора ја слушаме, сме ја виделе оддалеку, ние жените во секој случај, и се разбира сме прочитале нешто. Македонија и Света Гора или воопшто Света Гора, од еве токму ваш аспект? Света Гора ја познавам по литературата и по нешто што е всушност секојдневие во монашкиот живот. Света Гора и Македонија имаат една духовна врска која што трае, речиси, 10 века. Света Гора е центар и големо жариште на православното монаштво и ден денес. Дури ова возобновено македонско монаштво, конкретно 20 век, е плод на светогорскиот духовен живот. Уште ја нарекуваат, Атонскиот полуостров го нарекуваат и градина на Богородица. Да, прочитав за легендата. Да, тоа е една дополнителна убавина на светогорското монаштво, кој што се што е поврзано таму, се што се случува во светогорските манастири е поврзано со управувањето и грижата на Пресвета Богородица. Не знам дали сте среќавале во литературата, но Богородица е игуменија на сите манастири на Света Гора. Света Гора е денес полуостров кој што во Грција, кој што има 20 големи манастири, во секој од нив живеат по повеќе од 100 монаси. И секојдневно простојуваат по неколку стотици дури гости, посетители, поклоници надвор од Света Гора, мирјани. Големиот духовен организам на Света Гора е и многу заморен, многу тежок и е огромен крст за тие монаси кои што од друга страна живеат еден многу повлечен, скромен и тихователен живот, посветен на молитвата. Мислам дека не сум сретнал до сега човек што останал рамнодушен на Света Гора, а во Македонија неколку области биле нарекувани Македонска Света Гора. Кој што, да, например, Скопска Црна Гора, на која што подножието на Скопска Црна Гора имаме околу 10 манастири кои што биле во една духовна врска во средновековието и го зачувале тоа име. Понатака за Лесновскиот манастир се
изразуваат историчарите како за една Лесновска Света гора, заради тоа што покрај главниот манастир во Лесново, каде што се чувале и моштите на Свети Гаврил, околу него гравитирале околу 40 скитови метоси во кои што живееле десетици други монаси кои што гравитирале околу Лесновскиот манастир. И цела една област била населена со монаси. Надградувањето и вложувањето во вашето знаење чинам дека вие секојдневно. Вие дури нели имате магистерска работа. Православната, Руската православна црква ви беше, да речем, инспирација за истата? Да, може да се каже. Во таа работа носи тема придонесот на руското духовништво за духовниот живот во Македонија во 20 век. И се објави како книга Света Русија, записи од Македонија, што сега се преведе и на руски јазик. Зашто Русија? Се однесува на руските монаси, свештеници, што отпосле револуцијата дојдоа да живеат во Македонија и ги населија и македонските градски парохии, но и македонските манастири. Тоа е периодот меѓу 20-тите и 80-тите години на 20-тиот век. До тогаш таа тема беше позната, но не беше објавувана. За прв пат се направи еден напор интегрално да се согледаат сите тие плодови од животот на руските монаси и свештеници во Македонија, кои што биле повеќе од 400, значи една огромна бројка, да. И еден огромен придонес. Тие плодови ги чувствуваме. Ние сме всушност нивен континуитет по многу прашања, може да се каже, бидејќи и неколку од најсветлите примери од таа руска емиграција во Македонија биле индиректно поврзани со возобновувањето на Македонската православна црква. Свети Јован Шангајски, например, Максимович, кој што живеел околу 12 години во Битола и предавал во битолската богословија, бил професор и учител на генерации македонски свештеници, но и на неколку архиепископи и владици на возобновената македонска црква. Протоереот Владимир Мошин, кој што беше и член на Македонската академија на науки и уметности, индиректно беше вклучен во раѓањето и основањето на Богословскиот факултет во Скопје и така натаму. Значи една голема улога на руското монаштво во 20 век, кое што има потекло уште од средниот век, тие македонско-руски духовни и културни врски. И уште би нагласил дека минатата година, како плод на тие сознанија и на заживувањето на оваа тема за руската емиграција во Македонија, 3 гроба на руски емигранти во Македонија од руската влада беа прогласани за споменици на културата вон Русија, а еден од нив е и гробот на преподобната игуменија Ирина, кој што се наоѓа во дворот на влезот во самата црква на манастирот Свето Преображение во Зрце. Одлични информации до кои сигурно сум дека вака немаше исто да дојдеме. Оно што од секогаш ми се вака вртало како, да речем, реплика од Библијата е кога е каменувањето на Марија Магдалена. Или кога ќе рече Исус дека оној кој е безгрешен прв нека го фрли првиот камен. Ви се чини ли помалку дека живееме кога многу лесно се фрлаат камења од страна на оние кои се и тоа како грешни, а не сакаат во одредена мерка и рака да признаат, а многу често сакаат да нападнат и да, повторно речем, каменуваат некои кои веруваат дека е грешен? За мене таа е една од најпотресните сцени на Евангелието. И сигурно било многу тешко да се присуствува во тие моменти, но се што донесе Христос во Евангелието е надминување и усовршување на законите од Стариот Завет, кој што беше сосема со еден друг поредок на нештата. Па така и оваа сцена, која што честопати ја повторуваме на богослужбите, се подсетуваме на неколку празници на неа и ја прераскажуваме ја во нашата мисија како црква и како манастири. Многу луѓе можам да кажам дека ги пробудува и допира до нивните срца, бидејќи а особено срцето на еден монах кој што во принцип се
поистоветува со најгрешниот човек и погрешен од секој што го гледа и што ќе го сретне во животот. Нема пострашно нешто од тоа да се повреди друг човек. Тоа значи смрт за душата. И за крај, ако можам вака да го формулирам прашањето, што ме копкаше, може ли вербата во Бога да не изневери или едноставно што ако помислиме дека вербата во Бога во одреден период сегмент од животот не изневерила? Видете, старец Софрони Сахаров прекрасно пишува за тоа. Тој период кој што може да се случи секому го нарекува богооставеност. Богооставеност значи една комплетно внатрешна состојба кај човекот кога ќе живее еден период во кој Бог го остава да биде сам. Значи, не му помага, не содействува и не учествува во неговиот живот за негово добро и за негово растење. Меѓутоа, таа богооставеност некогаш знае да биде опасна и токму повторно ќе се вратиме на темата на духовникот, кој што треба умесно да ги упати луѓето во манифестациите на таа состојба и секогаш од тоа произлегува една голема корист и полза за душата на човекот. Но ќе се согласам дека и во монаштвото за тоа е многу пишувано. Монахот врви, се движи по една многу тенка граница, знаете. Од едната страна постојано вкусува состојби кои што се многу блиски на рајот, на убавината, на идеалното, на совршеното и на богоприсуството. А од друга страна, од таа ивица се гледа една бездна, едно непрестано дно и мрак и темнина во кое што цело време ги чувствувате горчините, мракот и темнината на пеколот и на ништавилото. Движејќи се по таков стрмен пат, нормално е во периоди да се доживува во голема мера благодатта на Светиот Дух, а во други периоди да се чувствуваме како оставени деца. Но, како што знаете, и самите сте родител, и кога вие ќе се одвоите од вашето дете, можеби уште повеќе во вашето срце тече љубовта за тоа дете, отколку кога сте со него. Затоа што грижата на родителот и на нашиот Отец Небесен е иста. Значи, оставајќи во таков период, ни помага. Или заради наше смирение, за да не совлада и да не уништи гордоста, или како што се оние пројави на пустиносвирата за кој што зборувавме пред малку, а кои што имаат многу опасности, имаат за цел само да ги опустошат нашите страсти и нашата гордост, а не да не опустошат нас како личности и да се чувствуваме како сирачиња. Бог е љубов, Бог е присутен. Секогаш, во секој момент од нашиот живот. И мислам дека од оваа реплика побава некако завршница би немале во ова наше денешно видување и разговор околу монаштвото и монашкиот живот. Мајка Атанасија ми останува да едноставно побарам да не примите кога ќе сакаме да дојдеме во вашиот манастир, за да убаво го доживееме и од поинаква перспектива и чисто да видиме што се тоа, сите убавини кои преку слика имавме само за жал овој пат можност да ги видиме, па да може да пренесеме или едноставно за истите повторно да си позборуваме. Архимандрит Никола, и вам многу ви благодарам од срце. Се надевам дека денес ја доближивме онаа линија на условно речено, ако доживуваме нели некаква си различност или оддалеченост од она што е монаштвото и монашкиот живот, ние од оваа страна како обични би рекла јас луѓе и затоа што црквата воопшто ни значи и се надевам дека и тоа како
ќе бидеме поинформирани по прашање на црквата. Не ви го постави прашањето, но може би вие како едно заокружување за веронауката во училиштата. Дали имате свој став, односно воопшто како став на Треба да се има. Треба да се има веронаука. Дали сметате онаа возраст која беше понудена, мислам дека беше од прво до четврто одделение, соодветна за децата за да можат да осознаат и дознаат на вистински начин она што веронауката го нуди? Или може би треба подоцна? Не треба да се има. Така е подобро, гледаме во другите земји. Имаме пример Русија, а книгата, мислам историјата нас што не учи по биологија за Чарлс Дарвин како настанал човекот. Во Русија сета таа програма е отфрлена и тука е ставена вероучењето. Значи, дека Господ не создал првите луѓе се Адам и Ева, па понатаму. И треба да се има веронаука во училиштата за просто за децата да бидат, да знаат што е добро, што е лошо. Потому кој ќе никој да не ги мами, никој да не ги заведува, едноставно. Родителите не знаат што да прават на еден начин со нив, беснеат, а која ќе се причествуват, која ќе се исповедат, која ќе постат, ќе биде многу подобри за родителите и за децата. Ќе биде како што треба православен свет. Јас иако не се чувствувам компетентен многу околу ова што го прашавте за возраста, како треба да и во кој период од развојот на детето треба и на кој начин да биде вклучена веронауката. Ама се потсетив на еден став на православен психијатар кој што кажува дека во еден разговор го прашувале кога треба да почнеме да го воспитуваме нашето дете и кога нашето дете треба да го учиме на ред, што се вика, нели по наше. Дилема е голема. И тој ја прашал, добро, вашето дете колкаво е? Таа рекла 6 месеци. И тој рекол, касно е. Учењето на детето и она што родителите и ние како црква, како држава, треба да го дадеме на една личност, се случува уште во утробата на мајката, од моментот на зачнувањето. Ќе ве послушам. Ви благодарам уште еднаш од срце. Во некоја следна прилика со инспиративни муабети ќе ми биде драго да се видиме повторно или ќе речем во манастирите. Иако сме на најредестиот дел од македонскиот југ, сепак маглата како да избегала од филмот на Карпентер. Кришум не следи во чекор низ Кочевирската клисура, бранејќи се од сончевите бодежи, а тие прекршувајќи се на снегот, блескаат како растурани стакленца околу нас. Молкот сигурно беше дело на светецот, чиј манастир сакаме да го посетиме тука, крај смирените води на Црна. Како скаменати и трошни споменици на времето, опишан од Стале Попов. Овие куќи го одбрале најосаменото место, пркосејќи му на веков, со истата сила како и неговите жители на потурчувањето. Денес, за жал, само куќите се тука. И еве, во село Манастир, 40 на километри јужно од Прилеп не пречека Свети Никола, еден од ретките манастири од комненскиот 11 век, а единствен во кој е фреско живописан црн светец Свети Мојсеј Мурин. Манастирот е 2 пати уриван и исто толку пати граден. Првата негова обнова е помеѓу 12 и 13 век, кога се настанати овие фрески насликани од 2 тајфи припадници на Константинополската школа. Со доаѓањето на отец Никола Ѓрза како негов игумен во 2008 е возобновен и монашкиот живот. Години редум во скриен молитвен подвиг, чекори сам во љубовта кон Бога, аскетски како монах пустиножител. Неговото подвизување денес е највпечатливо во градбата на новите монашки конаци и во присуството на новиот искушеник. Живеат со природата сурово и честно, но исполнето со миротечивиот мир на осамата, која тука на 500 метри надморска височина им ја доближува бесконечноста. Шарпланинците, кои често се жртви на глутници волци, се единствениот монашки штит од земното немилосрдие.
Лета волците отстапуваат пред змиите кои се распослани во неподмисливата жега како грешни искушенија, но монахот е бестрашен. Најголемата сила е секогаш со него. Светите отци ги учеле монасите да го заработуваат својот леп со рачна работа. Игуменот и искушеникот произведуваат мед, сирење, кашкавал, ракија, вино и сето тоа е благословено со постојана молитва. Верниците од Битола и Прилеп се чести посетители на манастирот во потрага по совет како да ги надминат секојдневните искушенија и духовно да пораснат. Возвраќаат со несебичен труд и послушание. Тука можеби најмокно се чувствува непоколебливата вистина дека монахот е човек, одвоен од се, но и во хармонија и единство со сите. Покрај денонокното тихување молитви, отец Никола ги поддржува сите проекти кои се однесуваат на заживување на Мариово, ревносно обидувајќи се да ја сочува и хармонијата на природата. Вечерашниот разговор кој го имавме, завршницата само би рекла дека би можела да ми биде од овој тип. Љубете и се разбира простувајте, но и најдете си место и во срцето и се разбира секогаш кога можете подадете рака. Се гледаме во следното издание.